Прашање до Агенција за вработување до представникот. Зошто и оваа година владинската гаранција беше исклучена за источно-планскиот регион? 2 години имаме експериментално, некако сме заборавени. Второ, и колегата многу прецизно кажа, за да овој форум е за потенцијални инвеститори, односно за иселениците наши. Граѓанинот треба да се пријавува секој месец и да биде активен барател и така натаму и така натаму. Може би е најдобро да предвидите програма за иселениците кои би се вратиле и не ми е јасно зошто кога ги планирате мерките од оперативниот план и гледа да регистри се трошат до месец март или април, зошто да не го зголемите или дуплирате кога знаеме дека имаме многу други расходи кои што всушност не се толку корисни колку самите мерки. Инаку мерките што ги презентирав се всушност се добри за луѓето кои што се невработени, меѓутоа живеат активно во самиот регион. Прашање до Фондот за инновации и технолошки развој. 2-3 години веќе чекаме да се отворат акселераторите, меѓутоа имате вие колку што знам сега се само 2. Бидејќи сами кажате дека 70% од парите се од нашите данъчни обврзници, сметаме дека целата постапка и искористеност и приближување информациите треба да биде равномерно и подеднакво, затоа што сите граѓани подеднакво учествуваме во тоа. Ако го земеме примерот од минатата година од декември, беше одржано форум во Делчево, за Каменица не знам дали имаше, како да аплицираат за Фондот за инновации само на 2 дена пред истек на рок. Дали можете преку вашите подрачни единици, односно единици на државните власти, да речеме Министерство за економија, подрачна единица Делчево, или да отвори канцеларија во Македонска Каменица, или пак преку локална самоуправа да се обучи човекот локален економски развој, да истите мерки ваши и поддршка, затоа што има, не кажате дека има и бизнес консултанти кои што ви ги поддржувате, да добијат и листа на нив. Значи сите информации да бидат достапни. Не да биде само за одредени училишта во Скопје, а во Македонска Каменица Делчево да немаат никакви информации. И последното прашање до вас, градоначалнички, уште еднаш секоја чест за храброст да се соочите со луѓето и желбата да помогнете во сето тоа. Се правеше и стратегија за стари лица. Во еден од стратешките приоритети стои и изградба на потенцијална изградба на дом за стари лица. Можноста е, ја кажувам пред луѓето што може би биле заинтересирани дека при програмата ИПА, тоа е информација од Министерството за труд и социјална политика, 70% доколку се изгради таков дом ќе биде поддржан или рефундиран во програмата ИПА. Дали вие со урбанистички планови може да одговорите на предизвиците? И второ, оно што го зборевме и ова со Владко што го каже и од предходно, една од целите беше да ги поддржите младите стартап и вие како локална самоуправа да најдете правната рамка за младите да не останат тука. Инаку сите заедно или ќе идеме во странство или ќе идеме во Скопје да им го загадиме животот и воздухот во Скопје, па они ќе се молат да бъдат. Имавте 3 прашања. Првото зашто не се насочуваат поголеми финансиски средства. Верувате, значи до пред 2 години конкретно за програмата самовработување јавниот повик имавме 3 јавни повици во текот на годината за да се пополни предвидената бројка. Ова може би ќе го сватиме ние вработените во Агенцијата за вработување последните години дека ова е позитивно за нас, бидејќи минатата година и оваа година, значи мерката, програмата самовработување, навистина, откако беше објавен јавниот повик, целиот предвиден, значи бројот на лицата, 1070 лица и сумата на средства кои што беа предвидени, се апликантите го пополнија за неполни 3 недели. Тоа можам да кажам позитивно, бидејќи значи информацијата за користењето на мерките навистина допрело до невработените лица, значи сме постигнали успех во таа насока. Сигурно дека во предвидувањето на оперативниот план за идната година ќе бидат предвидени поголем средства кои што ќе поддржуваат оваа програма.
А исто така оперативниот план, како што реков, не е еднаш даден за секој, значи тој трпи измени со ревидирањето. До сега 2-3 ревидирања правевме и секогаш правиме доколку видиме дека одредена мерка, значи не побудува интерес, средствата се префрлуваат во друга мерка која што побудува интерес. Меѓутоа за среќа навистина оваа година имаме многу голем интерес за сите програми и мерки за вработување, што покажува фактот дека еве сега сме јули месец, голем дел од мерките се веќе целосно реализирани, остануваат отворени јавни повици, уште за мерка на обука за познат работодавац и обука во однос на обуките, обука за познат работодавач, обука за побарувани квалификации, значи тоа се отворени јавни повици, додека овие програми и субвенциите се искористени со тоа што за мерките, значи за субвенционирање на плати и за вработување и раст на правни субјекти се предвидува, значи уште еден јавен повик со тоа што треба уште еднаш да се види износот на средствата кои што останува и дали ќе биде насочен кон друга мерка или ќе биде уште еднаш отворен јавниот повик за овие субвенции. Инаку за програмата самовработување сигурно дека ќе се предвиде поголем износ на средства. Во однос на целната група, бидејќи навистина согласно законските регулативи, активен барател на работа треба да се пријавува секој месец и тоа е корисник на програмите и мерки за вработување, со тоа што пасивните баратели не се корисници, меѓутоа можат секогаш пасивен барател на работа да се префрли било кога во активен барател на работа за да користи мерки. А пасивниот барател на работа се пријавува на секој 6 месеци. Значи, додека одлучи, доколку одлучи да користи мерка, може веднаш истиот ден да се префрли во активен барател на работа. Ќе се размисли навистина добро за оваа целна група, значи за иселениците, дали ќе бидат какви мерки ќе бидат дизајнирани со цел да се олесни нивното користење и во однос на гаранцијата за млади. Гаранцијата за млади, не знам колку ја знаете другите работодавачи, гаранцијата за млади предвидува офаќање на лицата од 29 до 34 годишна возраст во рок од 4 месеци од нивното евидентирање да бидат офатени од следниве работи. Или да им се понуди работа во рок од 4 месеци, да бидат вклучени во една од програмите и мерките за вработување во обуките, или пак да им се продолжи образовниот процес, значи да бидат вклучени во понатамошниот образовен процес. Оваа година гаранцијата за млади се реализира на цела територија на државата. Само во 3 плански региони. Значи минатата година беше во 4 градови. 4 градови оваа година во 3 плански региони, нашиот регион повторно не е. Јас сум ментор за вработување. Сакам да кажам, значи тоа се 3 плански региони, меѓутоа многу центри за вработување. Многу поголем број од 4 што беа минатата година. Нашиот плански регион не е. Тоа ќе се види со можеби понатамошните измена на оперативниот план која што ќе биде претпоставувам во септември месец, може ќе донесе некои измени. За тоа. Фала на прашањата, поточно на критиките. Тотално позитивно ги сваќаме. Прво, околу акцелераторите. Комитетот кој ги одобрува инвестициите донесе одлука за финансирање на 3 акцелератори. 2 веќе почна да функционираат, еден поради административни пречки, се уште не е подпишан договорот, меѓутоа мислам дека ова есен ќе почне да функционира. Двата кои започнаа со функционирање своите активности се одвиваат веќе 3 месеци. Така да тоа е многу мал период за да ги видиме резултатите. Тоа се проекти кои траат од 24 до 36 месеци. Значи, они допрва прават инвестиции во сопствената инфраструктура, па допрва ќе ги прибираат млади стартап компании кои ќе ги акцелерираат во своето работење, така да прерано да зборуваме за резултатите. Инаку, кај акцелераторите, кофинансирањето собствено и кофинансирањето на фондот е 50-50. И тоа едниот од акцелераторите е во Велес, другиот е во Скопје. Скопскиот е бизнес акцелераторот на УКИМ. Во кампусот се наоѓа во кампусот на електрофакултетот и е навистина ветува барем сега за сега.
за Велишкиот не може да разберам дека не сум бил, не знам до каде се активностите. Што се однесува до втората замерка ви беше во однос на комуникацијата со планските региони, општините и така натаму. Вака, повиците кои ги распишува фондот траат од 45 до 60 дена. И буквално агендата која правиме во тие 50 на дена, да кажам, е да ги покриеме најголемите градови. Да, нормално дека кога би ни се јавила како сега градоначалничката на Каменица, градоначалникот од Делчево, фондација некоја, ние радо сме присутни на секаде. Меѓутоа тогаш за тој повик ми текнува дека од Делчево дојдовме повик 3 дена пред да заврши повикот. Ето беше наскоро, понеделникот завршуваше повик. Така беше. Така да тука немаме никакви дилеми, немајте ни вие слободно, слободно јавете се. Еве ние ќе го сватаме овој како критика и ние ќе направиме напори во што поголем број градови да бидеме присутни, бидејќи генерално гледаме да ги покриеме сите плански региони, барем еден град во секој плански регион. Така да на место ви е сугестијата, слободно, ако претпоставам дека вие од Делчево доаѓате, значи слободно дали секторот, обратете се во секторот за локален економски развој во општината, нека не побараат или еве ние ќе ги побараме за наредни повици, доколку има таму заинтересираност, нема зашто да не направиме инфосесија да ги представиме можностите пред вас. Споменавме бизнис консултанти, да, даваме и техничка помош додека траат тие повици. Техничката помош се состои од бизнис консултанти кои ќе ви помогнат во разработка на вашата идеја. Некои дури може да ви помогнат и во пишување на идејата. Меѓутоа не се она класични пишувачи, направете ми апликација. Знаете, тоа ставаме на апликантот. Значи, ние даваме техничка помош од аспект на разработка на бизнис идејата. Не знам уште нешто дали остана неодговорено. Зошто да не се децентрализира, да не се обучат луѓе од Веќе да, тоа сега да го додам, заборавив. Веќе од сега овој претходниот повик кој ни беше активен до мај месец, веќе направивме 3 меморандуми за соработка со една фондација од Тетово, една од Струмица и една од Штипа, ако не се лажам. Значи веќе во 3 града низ Македонија, наместо да доаѓате вие како потенцијален апликант до Скопје, да добиете таа помош од бизнис консултантите, ќе можете да отидете во Штип или во Струмица. Така да веќе и тоа го почнавме од оваа година и се надевам дека доколку има и во, да речеме, во Охрид, Битола, Делчево заинтересираност, сигурно дека ќе направиме со некоја фондација или со планскиот регион или со секторот за локален економски развој од локалната самоуправа, секако дека ќе направиме една испостава, да кажам, на фондот и во соодветниот град. Така да немаме дилеми, комуникацијата нормално дека цело време треба да ја подобруваме. Фала на сугестија. Во рамки на вашето излагање ви ние како општина, тоа ни беше и програмска определба, нудиме просторни можности за било каква дисперзија на било кои служби од министерствата за да бидеме подостапни. Значи нудиме бесплатни простори, интернет услуги кои што ќе бидат достапни. Ве повикувам, значи доколку сте заинтересирани, пак збориме за големите градови, ние немаме аверзија спрема нив, напротив, нели треба да се направи една дисперзија и дислокација на услугите. Сега пошто се работи електронски, дали во Македонска Каменица ќе аплицира регионот или во Велес, се едно, се надевам дека ќе се согласите со мене. Во контекст на прашањето ви благодарам и на интензивната соработка досега со општина Македонска Каменица на Сдруженијето Камот Делчево и нашиот каменичанец. Најексплоатирана тема и додека не бев градоначалник, сега како градоначалник е отварањето на дом за стари лица
Меѓутоа, за жал, досега некој врека пари да истуреше, немаше каде да му речеме, ево, овде имате маркица, имате намена каде што можете тоа да го изградите, а имаме заинтересирани кои што сакаат да инвестираат во тој дел. Затоа, како локална самоуправа го детектиравме тој проблем и во планот за село Цера и село Дулица, кој што е во финална фаза и до крајот на годината треба да биде донесен. За жал, требаше да биде донесен до 30 јуни, меѓутоа од објективни причини, затоа што се работи за проект на Источно-Планскиот регион, одредени општини има грешки во самата изработка на урбанистичките планови. До крајот на декември, значи, треба да бидат донесени се предвидени маркици за старски домови, конкретно во село Цера, во близина на комплексот, манастирско-туристичкиот комплекс. Инаку, како што спомна Министерството за земјоделие, значи ние можевме оваа година да аплицираме за едно парче од километар или пола километар или 2 или 3 километри. Тоа како општина се обврзавме сами да го направиме. Меѓутоа, имајќи во предвид дека нема идеен развој без урбанистички планови, аплициравме за 3 урбанистички плана, тоа се за село Луковица, Моштица и Саса, и таму ќе предвидиме маркичка во која што потенцијалните инвеститори ќе може да направат дом за стари лица. Инаку, верувајте дека се друго што би се направило е многу потешко. Доколку има инвеститори кои што ќе сакаат да се обратат кај нас за помош, можеме да разработиме и локална урбанистичка планска документација во која што би разработиле одреден комплекс за урбанизирање на таков вид на намера, каде што општината ја води постапката заедно со Министерството за транспорт и врски, меѓутоа самиот инвеститор ја финансира. Во минатата власт во Македонска Каменица беше реконструиран еден објект во село Саса, тоа е едно училиште кое што ние оваа година имаше волја од Министерството за транспорт и од Министерството за труд и социјала да биде пренаменето за сместување на стари лица со мал капацитет. Меѓутоа, самите услови, самите пропозиции кои што ги пропишува Министерството за труд и социјална политика, тој објект воопшто не ги задоволува. Така да, ова што ви го кажам со урбанистичките планови ќе биде единствен начин на кој што јас се надевам дека со скоро довршување ќе најдеме инвеститор кој што ќе изгради таков објект, а тоа ќе биде од особено значење за оние од диаспората, затоа што нивните стари родители се тука и тие се во голема мака да најдат некој кој би се грижал за нивните родители. Ако знаеме дека по старските домови во околината капацитетите се исполнети, има долги листи на чекање.